неутрален дневник на К1. Добро вечер. Јас сум Катерина Нацева, а вие во продолжение ќе ги проследите најновите настани од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Велешани го празнуваат источен петок Балаклија. Одбележани 75 години од формирањето на одредот Димитар Влахов. Традиционална крводарителска акција во гимназијата Кочорацин. И овој прв четврток и петок по Великден велешани го слават празникот Источен петок Балаклија. Манастирот Свети Димитрија беше централното место за чествување, но свеќи за здравје велешани запалија и во околните цркви Света Петка и Свети Никола. Првиот четврток и петок по Великден се празнува празникот Источен петок Балаклија. Велешани и годинава во масовен број се собраа во манастирот Свети Димитрија да запалат свеќа за здравје. Митрополитот по Вардарски господин Агатангел вели дека велешани ја продолжуваат и негуваат традицијата, а со секоја запалена свеќа се соединуваме со Бога. Нашите македонски верници и општо на оние верни чеда кои се црквуваат во нашата света македонска црква, од другите православни националности, секоја година на овој ден целиот град Велес е присутен на ова свето место, поклонувајќи се на Мајката Божја, на водите овде како што се покрај манастиров, бидејќи денес кога го празнуваме животворниот извор на Мајката Божја. Овој празник спаѓа во светлата недела, поради што некои го викаат и Светол петок, а поради тоа што во светлата недела се блажи, може да се сретне и како благ петок. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со незиното име. Прибивајќи се уште во светлината на празникот на светлото Христово воскресение, кога торжествено го празнуваме најсветлиот настан од нашата свештена историја, кој ги исполнува нашите срца со неискажлив мир, еве денес празнуваме уште еден прекрасен спомен, уште еден од безбројните празници кои во својата богата ризница ги чува нашата света Свети Климентова Македонска православна црква. Денес, петокот од Светлата седмица ја празнуваме единствената, која е достојна за слава и рамна на воскреснатиот, Пречистата Владичица наша Богородица, односно го празнуваме обновувањето на храмот на Пресветата, која се наоѓа надвор од зидините на велелепниот Цариград, денешниот Истанбул, и кој се нарекува живоприемен извор, или како што уште го нарекува локалното турско население Балаклија. За верниците ова представува празник кој носи мир и спокој, услишение и воздигнување на Мајката Божја. За мене вие денови се многу убави и така за здравје дојдовме да си запалиме свеќа за семејството. Да има здравје, среќа, радост, да има слога, мир, благосостојба. Да, редовно доаѓаме. Да не за ново година. Исус воскресе. Убав празник, исто така многу ми се допаѓа мир, спокој да има во државата, да се најубаво на сите им посакувам. Среќа. Ова е христијански празник, а после Великден се слави за православните на нашата држава. Посебно интересно што и луѓето кои што доаѓаат од страна, кои што не се запознати, интересен е моментот дека скоро целиот Велес на овој ден доаѓа во овој храм овде, во Свети Димитрија. Убаво е човек, значи, да ги почитува верата и традицијата. Се надевам дека и младите генерации кај нив ќе се пренесе оваа навика и одењето кон црквата и почита кон православната вера и народот. Вчера и денес граѓаните не забораваат да запалат свеќе и во околните цркви Света Петка и Свети Никола.
Но она што е значајно и интересно за манастирот Свети Димитри, дека 5 века бил затрупан под земја за да биде сочуван од османлиите. Во 1820 година, откако на сом му се јавило на воденичарот Петар Здравев со финансиска поддршка од видните Велешани, манастирот повторно бил откопан. Ние денеска одлучуваме дали ќе ги изневериме сите претходни генерации кои макотрапно работеа и ја градеа нашата иднина, или ќе им дадеме простор да ни ја прекинат визијата на оние кои што не им гајле за нашата држава. Ова вчера вечер од Неготино го истакна Ване Дупкаров на протесниот марш на иницијативата за заедничка Македонија. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат секојдневно. Вчера вечер во Неготино пред присутните граѓани се обрати Ване Дупкаров, кој истакна дека нема враќање на почеток, туку продолжуваме со уште посилно темпо, совладувајќи се поголеми предизвици со поголеми успеси. Едноставно да бидеме горди на нашата генерација, затоа што ние знаеме како во минатото, така и денес. Секогаш имало платеници кои ќе се обидат да уништат се што е создадено, но младите ја препознаа вистинската страна и не би ја изневериле Македонија по ниту една цена, рече Дупкаров. Вечерва тука пред вас стојам како загрижен граѓанин, македонец кој се грижи за својата држава, кој што се грижи за семејството, кој што сака неговото дете да зборува македонски, да учи на македонски и да пее како мене на македонски. Денес нашата генерација ја има можеби најтешката задача до сега. Ние денес одлучуваме дали успешно ќе продолжиме да се бориме и да ја градиме нашата држава како економски лидер на Балкан, инвестицијски лидер во регионот, земја на можности за сите, или пак ќе одлучиме да се вратиме на почетокот. Ние денес одлучуваме дали ќе ги изневериме сите претходни генерации кои макотрпно работеа и ја градеа нашата иднина, или ќе им дадеме простор да ни ја прекинат визијата на оние кои што не им гајле за нашата држава. Нас не ни интересираат туги интереси, туку се важни само интересите на Македонија, бидејќи таа е се што имаме, нагласи Дупкаров, при тоа додавајќи дека сите граѓани кои живеат и сакаат да живеат во оваа држава, неопходно е единство со кое ќе им кажеме не на тиранската платформа и не за разнебитување на Македонија. Ќе останеме вечно и ќе постоеме вечно, рече Дупкаров. Жителите на село Сојаклари се изманипулирани од страна на градоначалникот Славчо Чадиев. Со вакви обвинувања излезе денеска општинската организација на СДСМ Велес. За градоначалникот пак ваквите обвинувања се неосновани и неаргументирани, бидејќи изминатиот период во село Сојаклари се реализирани повеќе инфраструктурни проекти. Општинската организација на СДСМ Велес денес излезе со обвинувања до градоначалникот Славчо Чадиев. Имено тие обвинуваат дека жителите на село Сојаклари се изманипулирани од страна на градоначалникот поради ветувањата дека секоја година ќе има по една нова асфалтирана улица и дека селото ќе добие канализацијска мрежа. Денеска во селото нема ниту еден метар канализација, а од силните најави за асфалтирање улици досега е направена само една во должина од 100 метри, без никакви подготовки и без рабници и каналници. Само истурен бетон, а шахтите за канализација се бетонирани без можност да се отворат. Чадиев на жителите на Сојаклари им вети лекар и амбуланта која требаше да се смести по просториите на поранешна пошта. Денеска овие простории се узурпирани од луѓе блиски до ВМРО ДПМН без никакво одобрение и моментално служат за чување слама. Нема ништо ниту од најавената санација на водноводната мрежа и жителите се уште се соочуваат со многу слаб притисок на вода во своите домови. Ваквите обвинувања ги демантираше градоначалникот Славчо Чадиев. Тој вели, СДСМ повторно излегува со нови неаргументирани напади. Во село Сојаклари во изминатиот период се реализирани повеќе инфраструктурни зафади, дециде Чадиев. За да не остане јавноста ускратена од вистинските информации, сакам јавно да ги демантирам изјавите и грубите невистини, односно лаги кои ги изнесе СДС на денешната пресконференција. Во село Сојаклари во изминатиот период се реализирани повеќе инфраструктурни зафати. Не е точно дека жителите се изманипулирани
и дека во селото нема ниту еден метар поставено канализација. Напротив, по селото се завршени 2 крака од канализација во должина од 240 метри. Во ова населено место се е реновирана и бетонирана исто така една улица во должина од 150 метри, за што се потрошени 300.000 динари. Истовремено изградена и нова постројка автобуска, редовно се врши одржување на уличното осветлување, оштетената ограда и така натаму. Почитувани, значи, во анкетата која локалната самоуправа ја спроведе во секоја година и врз која се мери задоволството кај граѓаните од општинските услуги, токму во 2016 година просечната оценка за руралните средини изнесува 4,25. Чадиев ги повикува СДСМ јавно да покажат кога тој ветил лекари амбуланта во село Сојаклари. Таквите тврдења се основно непознавање на законите во државата, вели Чадиев. Отварање на амбуланти е ингеренција на државната власт преку Министерството за здравство. Општината тука нема никакви ингеренции, потенцира Чадиев. Делегации од општина Велес, Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, Сојузот на борци денеска положија свежо цвеќе пред споменикот подигнат во слава и чест на припадниците на Народно-ослободителното движење од Велес и Велешко, кои во 1942 година биле убиени од страна на бугарскиот окупатор на местото познато како Пуста кула. Денешниот настан се поклопува и со јубилејот 75 години од формирањето на одредот Димитар Влахов. По овој повод свечено беше кренато државното знаме на 11-метарски јарбол веднаш до споменикот на Пуста кула, а потоа се одржа и свечена академија на која се говореше за формирањето на партизанскиот одред и неговото значење во народно-ослободителната борба. Свечена академија по повод 75 годишнината од формирањето на партизанскиот одред Димитар Влахов се одржа во организација на Организацијата на резервни офицери на Македонија. На истата присуствуваа и представници од Сојузот на борци на НОП од Велес, како и од локалната самоуправа. Пред присутните се обрати председателот на Организацијата на резервни офицери професор доктор Ѓорги Малковски. Ние го одбележуваме овој настан како настан со исклучително значење во македонската порова историја, односно периодот на Втората светска војна, особено почетоците на Освободителната војна, во која што забележително место и исклучително значење има Велешкиот партизански отред Димитар Влахов, кој што во текот на 1942 година представуваше најголема воена единица на територијата на денешна Република Македонија. Одредот Димитар Влахов, како и другите одреди на Народно-ослободителната војска на Македонија во текот на 1942 година, беа одреди кои што самостојно, организирано, свесно и совесно излегоа со оружје в рака да се борат против многобројните тогашни окупатори во Република Македонија. На свечената академија присуствуваше и еден од преживеаните, доктор Никола Стојанов. Предходно на местото Пуста кула, каде се стрелани дел од борците на одредот Димитар Влахов, во нивна чест беше подигнато македонското знаме. Традиционална крводарителска акција се одржа во гимназијата Кочо Рацин во соработка со Црвениот крст на општина Велес. Секоја година е се поголем бројот на ученици кои се пријавуваат да даруваат од течноста што живот значи. Валентина Михаловска со деталите. Крводарителска акција се одржа во гимназијата Кочо Рацин во организација на Општинската организација на Црвен крст Велес. Секоја година во ова средно училиште традиционално се одржуваат по 2 вакви акции во текот на учебната година. Околу 50 на ученици се пријавуваат да даруваат од течноста што живот значи за секоја акција. Кандидатите мора да имаат наполнето 17 години, вели директорот на гимназијата Славчо Давидковски. Исто и она проверка на крвната слика, односно здравствената состојба. Не можат сите да бидат крводарители, меѓутоа од крајниот одзив на учениците сме секогаш задоволни и гимназијата и понатака продолжува да биде едно од водечките средни училишта во градов со крводарителските акции, мислам со бројката на ученици кои што се пријавуваат. Давидковски порача дека гимназијата Кочо Рацин и понатаму ќе продолжи со организирање на вакви акции. Собраните крвни единици ќе бидат испратени за потребите на скопските клиники.
Мини саем за микро и мали компании од сите 8 региони на Македонија се одржа денеска во винаријата Стоби. Проектот на USAID за микро и мали предпријатија кофинансиран од владата на Швајцарија, а имплементиран од Центарот за развој на предприемачи и менаџери ЦЕД Македонија. Истиот беше домаќин. На мини саемот учесниците во проектот имаа можност да се представат едни пред други, да ги промовираат своите производи или услуги и да разговараат за можни бизнис соработки. Вести од Македонија. Собранието на Република Македонија го одржува 16-тото продолжение на конститутивната седница, на која на дневен ред се формирање комисија за прашање на изборите и именувањата и како последна точка на седницата избор на председател на парламентот. Тиранската платформа е главна тема во досегашниот тек на расправата. Од ВМРО ДПМНЕ сметаат дека платформата е постизборно подметната и бараат СДСМ да се откаже од неа, додека од СДСМ сметаат дека со расправата не се почитува собранискиот деловник. Лјупчо Николовски посочи дека постои кршење на Уставот и дека не се зборува за темата на дневен ред, а истакна дека истото се прави заради блокада за исплата на субвенциите. Го кршите секојдневно деловникот, член 89, член 90, став 1, затоа што ниту се зборува за тоа што е тема на дневниот ред, ниту се зборува за точката на дневниот ред. Постојат сериозни индиции и кривични пријави кои што говорат дека токму во периодот кога ја правите оваа блокада и ги стопирате 100 милиони евра за земјоделците за субвенции, а токму во овој период на блокада од релевантни извори веќе се знае дека следниот месец е загрозена исплатата на плати, на пензии и на социјална помош, токму како резултат на оваа блокада дозволувате пратеници аболицирани за криминал да овде да говорат и да го обструираат ова собрание. Нему му реплицираше Антонио Милошовски од ВМРО ДПМНЕ. Очигледно, тој кој што беше задолжен да поднесува дневно кривични пријави против министрите за земјоделие, сега се најде фрустриран и тука ни држи предавања за политиките на СДСМ. Јас само ќе ве подсетам. 2006 година ВМРО ДПМН првите одлуки како коалиција што ги донесе како влада беа поддршка за земјоделците, зголемување за субвенциите, намалување на даноците. Реакцијата од СДСМ беше дека ВМРО ДПМН треба да се срами затоа што е селанско-земјоделска влада. Толку од почита на СДСМ за земјоделците и за субвенциите кои што се загрижени. Затоа што во Куклиш и на други места, кога земјоделците ќе побараа субвенции, СДСМ праќаше полиција и им делеше пендреци. Согласно договореното, во Комисијата за прашање на изборите и именувањата треба да членуваат 6 представници од ВМРО ДПМН и 5 од СДСМ, а ДУИ и БЕСА да имаат по 1 член. Ниските температури кои во утринските часови се спуштаат и до -4 степени можат да им наштетат на овошките и на виновата лоза, предупредуваат агрометеоролозите. Тие препорачуваат мерки за заштита, особено во сабота кога треба да има разведрување и е најкритично. Во фаза на развој на земјоделските култури, а со температури до -4 степени, можат да имаат катастрофални последици. И повисока температура од оваа предизвикува штети кај овошките со формирано плод, како и кај виновата лоза на почеток на вегетацијата. Агрометеоролозите велат дека мерките за заштита се препарати против мрзнење со продолжено дејство, а истите можат да се користат и кога има само по неколку часа сонце дневно. Исто така се препорачува и класичното зачадување со палење растителни отпадоци или оросување со вештачки дожд, додека температурите се негативни, односно 2 часа и пред и после изгревање на сонцето, додека не се стопли времето. Кај градинарството на отворено или кај покриените култури, доколку просторот не е добро заштитен, може да има исто така проблем, но не и за есенските посеви. Уапсено лицето Сергеј В соопшти германската полиција обвинето за и осомничено за напад на автобусот во кој се превезуваа фудбалерите на Борусија Дортмунд.
Станува збор за 29 годишник со руско-германско државенство. Сергеј според обвинителите сам го организирал нападот по кој со повреди се здоби фудбалерот Марка Бартар, како и еден од полицајците. Првично беше соопштено дека нападот е терористички акт предизвикан од исламски екстремисти, но ова беше демантирано. Најновата информација е дека нападот е направен од финансиски мотиви. Осомничениот е обвинет за убиство, нанесување тешки телесни повреди и предизвикување експлозија. Во продолжение информација од светот. Еден полицаец беше убиен и двајца други се потешко ранети синоќа на авенијата Шанзелизе во Париз. Истиот е терористички напад, а одговорноста ја презеде Исламска држава. Нападот се случува само 3 дена пред председателските избори во Франција. Нападот се случи нешто пред 21 часот, кога авенијата Шанзелизе е најпосетена. Според портпаролот на Министерството за внатрешни работи на Франција, напаѓачот пристигнал со автомобил на Елисејските полиња во близина на продавницата Марк енд Спенсер, пошто веднаш започнал да стрела од автоматско оружје врз полициската патрола која се наоѓала во автомобил. При тоа тој смртно ранил еден полицаец, пошто почнал да бега по тротоарот, стрелајки кон полицијата, ранувајќи уште двајца полициски офицери, од кои едниот е во животна опасност, како и една минувачка. Сепак другите полицајци од патролата успеаа да го застрелаат напаѓачот. Париската префектура веднаш апелираше до жителите на Париз и до туристите да не одат во овој дел од градот. Извршителот на нападот во центарот на Париз е Абу Јусеф, белгиец, и тој е еден од борците на Исламска држава, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи на Франција. Најмалку 223 луѓе беа повредени во вчерашните антивладини протести во Венецуела, соопшти опозицијскиот блок за демократско единство. На протестите кои се одржаа на 19 и 20 април, приведени се 585 лица, соопштуваат опозицијски представници и најавија продолжување на протестите. Политичката криза во Венецуела почна кога Врховниот суд ги прошири ингеренциите на председателот Николас Мадуро и на парламентот и му забрани на опозиционерот Енрике Каприлес да ја извршува функцијата гувернер на државата Миранда. Градските ривали Реал и Атлетико ќе играат во полуфиналето во фудбалската лига на шампиони. Одлучи денешната ждрепка во седиштето на УЕФА во Нион. Во второто полуфинале, Монако во првиот меч ќе го пречека Јувентус, додека италијанскиот prvак ќе биде домаќин во реваншот. Првите мечови се играат на 2 и 3 мај, а реваншите се закажани за 9 и 10 мај. Големото финале ќе се одигра на 3 јуни на стадионот во Кардиф. Во продолжение останатите информации од спортот. Тимот на Фини Индустри утре на домашен терен го пречекува Гевгелиски Кожув, надпревар кој е од исклучително значење и кој мора да го добијат и тоа со минимум 8 поени разлика, доколку сакаат да се пласираат помеѓу 4 најдобри. Фини многу пати покажал како се добиваат клучни надпревари, но сепак повредите на Андреј Магдевски и Матеја Чешковиќ дополнително го скратуваат и онака минималниот избор на Маленков. Кога се во прашање надпреварите на домашен терен, публиката знае да биде од голема корист. Со нејзина поддршка мора да се добие овој меч, вели шефот на стручниот штаб Љупчо Малинков. Од огромно значење, таму го загубивме надпреварот со 7 поени разлика, ни треба кош разлика. Ако би сакале да одиме понатаму, мораме да го добиеме тој надпревар со 8 поени плюс 7 поени. Мислам дека оваа екипа може да го добие тој надпревар повеќе од 7 поени, без оглед на тоа што имаме повредени играчи, но мислам дека све во огромна предност од тоа што игравме на домашен терен и секој дека ќе добиеме тој надпревар на 8 поени. Со слично мислење се и капитенот Кирил Николовски и Бранислав Джекич, кои веруваат дека ако Јасмин биде полн, како во полуфиналето и финалето од завршницата на националниот куп, Фени ќе биде тимот кој што ќе слави на крајот од надпреварот. Со победа на оваа утакмица имаме шанси да влеземе во први 4 екипи. И ние исто изгубивме доста играчи, Матија, Андре,
тука исто не се знае дали Пантички игра, така да изгубивме доста играчи. Он изгубија исто еден играч, али тоа е. Тие што сме, ќе даеме све од себе и очекувам победа. Тој е сад пресудни меч кој нас... Ова ќе биде пресуден надпревар. Ние ќе дадеме се од себе за да го добиеме. Сега играме дома и тоа ќе биде полесно пред нашата публика. Мислам дека ќе ги победиме со 8 поени разлика и ќе останеме во трката за пласман помеѓу 4 најдобри. Нема повеќе лесни противници и сега секој надпревар ни е важен. Кога веќе во текот на регуларниот дел бевме први на табелата, сега не е ни малку далеко од реалноста да ги добиеме следните надпревари. Мало лакше пред нашим публиком и мислим да можеме да победиме 8 разлики и да успееме да се квалификуваме, да уđеме у тоа најбоље 4. Мислам дека ќе го добиеме овој надпревар со голема борба, ако тренерот ни даде шанса на нас помладите да ја искористиме колку што можеме во најдобро светло, да дадеме максимум за тие најкратки минути и мислам дека со добра игра, со борба ќе го добиеме тој најважен надпревар. Надпреварот Фини Индустри Кожув се игра со почеток од 18 часот, а истиот е само вовед во напорната недела во која кавадаречките кошаркари ги очекуваат дуелите со Куманово на гости и со Работнички на домашен терен. Последниот работен ден од оваа недела го завршуваме со променливо облачно време, со слаби локални врнежи од дожд, проследен со засилен ветер од западен и северозападен правец, најмногу застапен во југозападните и јужните делови од земјава. Дневната температура се движеше од 8 до 13 степени. За време на викендот се очекува разведрување со што утринската температура на повеќе места ќе биде околу или под нулата. Со оваа информација го заокружуваме ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!